Ова видео е снимено лани на Филипини. Ова е документирано во Кабул, Авганистан. Случај на злоупотреба на детски труд има и во далеку поразвиените Соединети Американски држави. На Светскиот ден против оваа појава, организацијата Human Rights Watch апелира националните влади подобро да го регулираат бизнисот за да спречат вклученост на деца во светскиот синџир на снабдување. Во меѓувреме, остануваат сведоштвата. Почнав да барам злато уште кога имав 6 години. Ова е единствен начин да преживеам и да си дозволам да купам храна, вели Мишел од Филипини. Се викам Азизула, имам 12 години. Рачно правам килими веќе 7 години. Во семејството сме 11 на браќа и сестри и заработуваме за живот правејќи килими, вели ова момче од Авганистан. Милиони деца се во опасност од повреди, болка, болести, дури и смрт, работејќи во производство и давајќи услуги во рамките на светската економија. Како овој малолетен работник на фарма во Палестина. Летото е најтешкиот период затоа што влегуваме во стаклениците и внатре е неподносливо топло, вели тој. Джимена се срами да и го покажеме лицето, но отворено зборува за тешкотиите со кои се соочува работејќи на поле со тутун во Северна Каролина. Кога прскаат со хемикалии, тоа е многу силен мирис. Не можам да работам воопшто. Не можам дури ни да стојам на нозете. Само лежам во кревет. Кога производите се создадени со детски труд, тоа значи дека бизнисот профитира преку експлоатација на децата. Критични се граѓанските активисти. Џо Бейкер од Human Rights Watch дава поразителни бројки. Today there are 168 million children engaged in child labor worldwide. Денес има 168 милиони деца во светот чиј што труд се искористува. Во денешнава глобализирана економија, храната што ја јадеме, накитот или облеката што ја носиме, производите што ги купуваме, често минуваат низ многу чекори за да стигнат до светскиот пазар. Во различни нивоа на производство може да бидат вклучени и деца, особено на локално ниво, на локални фарми или фабрики. Мултинационалните компании кои што ги продаваат имаат одговорност да осигураат дека не користат детски труд или предизвикуваат каква било злоупотреба на човековите права. Ова глобално движење има документирано опасна по живот злоупотреба на детскиот труд во земјоделството, рударството, индустријата за кожа и облека и во други сектори. Главната причина за оваа појава е што глобалните стандарди се применуваат на доброволна основа. Тоа значи дека некои компании ги земаат за сериозно, но многу други не. Она што сега се бара е владите да воведат задолжителни правила за сите компании, независно каде се лоцирани. Проценките се дека само така ќе се избришат трагите од средниот век во современото и развиено 21 столетие.